Крајот на годината значи и крај на можноста за легализација на објектите градени на диво. Ова се однесува на оние сопственици на дивоградби кои се уште ги немаат комплетирано документите врз основа на кои куќите, терасите, гаражите или останатите објекти од дивоградби ќе добијат статус на плански. Во најголем дел не достигаат елаборати, заради што општина Штип апелира до оние кои имаат предмети за легализација, а не ја докомплетирале истата, тоа да го сторат до 31 декември. Во спротивно, предметот ќе биде одбиен заради непотполни документи. Ова е реален проблем за многу жители од регионот, зашто од сите пријавени дивоградби документи немаат комплетирано речиси половината. Во првиот рок беа пријавени некаде околу 10.200 барања за легализација, а во вториот околу 1.100-1.200, што значи дека се вкупно во општина Штип имаме за легализација некаде околу 11.500 предмети. До сега се решени околу 5.500, а само во 2016 година се решени околу 600 предмети, додека запрена е постапката за 300. Рокот за поднесување на документи за градбите пријавени во првиот рок за легализација истекува на 31 декември. Ова наговестува период на големи гужви и нервози и кај геодетите и кај урбанистите, но и кај народот. Под нозе им гори на многумина, зашто она што нема да се легализира, законот предвидува да се руши. Претисокот е помалка и оние што барања за легализација поднесоа во вториот рок. Тие документите можат да ги легализираат заклучно со 31 декември наредната година.